Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание Јаде бурек на ТВ Сонце. Вечерва емисија посветена на канабисот. И ова не е прва емисија во Јаде бурек на оваа тема. Оваа тема ја начнав некаде пред 4 години. Не можам да кажам дека јас ја имам заслугата имам само чисто заради медиумското расширување, а заслугата ја носи пред се Филип Достовски, кој со неговото прво појавување во мојата емисија предизвика огромен интерес во јавноста. Потоа имавме уште две средби каде што разговаравме и ширевме идејата. Филип Достовски вечерва е повторно гостин во моето студио и му посакувам добро вечер и добре дојде. Здраво, Филип. Филип, вака, мора малце пред историја, бидејќи подолго време не сме се видели, околу 2 години ми се чини. Ти си еден од најзаслужните во оној процес на легализација на канабисот за медицински цели во Македонија. Ај уште еднаш да се потсетиме како идеше тој процес каде што ти учествуваше заедно со Министерството за здравство при оние семинари кои се одржуваа со светски еминентни лекари, стручњаци, каде што ги обучуваа нашите лекари за препорачување, употреба и секако во тој процес на легализација на маслото од канабис и употребата на марихуаната во медицински цели, која што денеска е легална, а производството е легализирано комси комса. Вака капитен долг вовет, извини. Тоа што кажа за најзаслужен, прво сега има и ново говор, не можам да кажам дека ти си таа од ромската припадност стара жена што ме фали. Се зезам ова. Добро, војводо Сердаре. Работава е ова, значи се процесот тој на легализација или воопшто демистификација на цело растение, нели почнато одамна во Македонија. Тоа што се случија многу работи, више не сум сигурен кај тебе последен пат кога бев, дали више имаше посадено. Пред 2 години ако бев, уште немаше, сега више има, нели, луѓе што ја набрале првата берба. Така е, да. Има неколку компании кои веќе започнаа со производство, така? Да, така да работите, нели, многу се сменети. Ама у принцип не се сменети, цела работа тргна првенствено за пациенти. Значи првенствено за пациенти. Што да правевте на почетокот? Тоа е на исто ниво, тоа не е мрднато. Значи 1 метар, 1 чекор. Вака, пред да идеме да навлеземе во таа тематика, со задоволство ќе ти оставам простор, да се потсетиме на тие семинари масовни. Што се случуваше? Ке стигнем до тоа, да. Да, повели. Работата е тоа што, нели, кога ги правевме ние тие семинари, доаѓаа стварно светски познати личности, не како познати ради тоа што се славни, него ради тоа што се стварно едни од водечките научници на тема канабис. Значи, тогаш официјално на тие семинари на првите не доаѓаа, нели, некои официјални представници од кај нас од министерство, така натака, ама да, нели, знаеме дека оф да рекорд ги интересираше. Зашто гледате што се случи после, не знам, ние почнавме 2014 беше првиот семинар, 2016 беше се легализираше во Македонија, нели, законот се донесе 2016-2017. Работата е тоа што се збореше тогаш, еве на некој начин почна да се случува, со тоа што, нели, не иде баш у вистинска насока, не зборам само у Македонија, него на светско ниво, заради тоа што многу од луѓето кои пред тоа сакаа, нели, марихуаната да ја држат нелегална, се уште се борат, се уште се јаки, се уште лобираат, нели, за законите, нели, малце поспоро да се движат. Пример за тоа е, значи, буквално во било која држава, нели, пошто соработуваме као здружение, тоа понатака ќе го кажам, више не сум дел од Зелена алтернатива, ама, нели, контактите од странство се уште постојат. Секаде истата работа, значи, више се пушта во употреба канабисов, некако е регулиран во повеќето држави за медицинска употреба.
Обединети нации нели пред некој време Светска здравствена организација излезе со став дека ЦБД воопшто не е штетно, дека дури и нели не треба да се препишува и така натака. Остана проблем сега ТХЦ-то. Македонија е една од ретките држави која може да произведува ТХЦ сорти, нели компании да произведуваат. И еве почна да произведуваат. Така да ова све што ме праша, нели малце хаотично на почеток, ама тргнати сме као од мртва точка. Само што тоа крајните корисници што треба да го осетат се уште не го осетиле. Не можам да се сложам затоа што прво свесноста е подигната. Преку тие семинари Не, јас зборам вака, свесноста е во смисол на дека свесноста подигната, значи и друг пат сум зборел и сега више сум уапсен, па така да нели може да зборам. Свесноста е подигната уште пред 5 години. Секој сега што кажува дека е крива свесноста е онака лажго. Мислам, се гледа тоа колку е дигната свесноста уште пред 5 години, по тоа колка и заплени има по граници и колку луѓе го користат. Значи да се разбереме, више 2 или 3 години фармацевски факултет прави анализи. Значи они 2-3 години више прават анализи пред тоа колку време луѓе користат. Не знам зашо збориме, Филип. За користење на канабис, за свесноста на луѓето дека канабисот не е дрога и дека го користат. Значи свесноста е дигната. Работата не е тргнато, не е регулирано никако законски и се уште пациентите се оставени да се спасуваат нели сами. Колку што мене ми е познато, лекарите се веќе обучени, знаат, значи на тие семинари бе обучени. Нема да навлегувам, ако да јави се, кој те бара. Да не е полиција, пак да не те апсат. Ќе биде вака интересно. Нека дојдат. У тебе сонце, отворени се вратите. Нема зашто му апсат. Па не знам зошто те апсеа претходно. За марихуана. Зошто? Зашто ми најдоа дома. Така. Тоа е после емисиите кај мене дојдоа во претрес. Ама кај нас по закон не е дозволено. Сега идеме. Не беше баш после емисиите, него бев многу искрен еднаш кај за една компанија, кажав некои вистини, па ради тоа, али еве уште сум тука. Не знам тука ли. Па еве тука сум. Океј. Лекарите поминаа обука. Преку 150 лекари. Околу 400 беа нешто. Се извинувам, добро? Еве. Повели. Таа обука реално беа предавања кои уште достапни се на нашата страна, на страната на Зелена алтернатива, се уште кај нашата страна, на страната на Зелена алтернатива. Значи достапни се, може луѓе да ги гледаат. Исто така, значи ако некој го интересира, многу е жално што онака многу малце гледања имаат тие видеа, што никој не го интересира да научи нешто, сите гледаат да добијат готов производ што им одговара на дилери, на фармацевти и така натака. До сега луѓе малце Чекај, ми бегаш од темата. Ајде првин да збориме. Да. Значи обучени се лекарите за кои болести, како, дозирање и тоа се завршија тие семинари. Околу 400 лекари на 3 семинари, точно, ако не се лажам, така? Да, ама сам да ти кажам дека ќе одиме за лошата страна. Кажи ми првин добрата страна да ја дефинираме, бидејќи идеш од ја идам не да кажам како е реално, не дека има дека гледам некоја лоша или добра страна, него да обука имаше, која супер помина. Нели со работка тоа што Министерство за здравство очекувавме поише после од таа обука, ама некако не се случи поише, на тоа застана. Вака, да направиме разлика. Ке разговараме вечерва и во емисијата и за декриминализација, зашто ти се залагаш. Процес, да. Така, а јас сакам првиот дел да го посветиме исклучиво за медицинска употреба. Знам дека се преклопуваат темите, но би те замолил да бидеш фокусиран, да збориме првин за овој здравствен дел, а после ќе збориме и за декриминализацијата. Многу е полесно да збориме за декриминализација, кога нели предрасудите ќе се оттргнат оттргнат за здравствениот бенефит. Како една од последиците на тоа беше почетокот на производство на масло од канабис прв пат кај нас. Не навлегувам во детали, но масло од канабис кај нас може да се купи во аптеки, веќе и тоа по препорака на лекар, фармацевт, за употреба како дополнителна терапија при
секакви заболувања. Точно. За какви све заболувања маслото од канабис се користи во суштина, а не мораме да идеме детално какво и што е ова, бидејќи нели и не смееме тоа да го збориме. За компанијата дали произведува квалитетно, не имам информации за тоа. Добро. За компании, сега ќе ви кажам, маслото кај нас во аптека што се прода, во аптеките, е исто ко од AliExpress да си го нарачал. Значи тоа мора да го поделиме сега, значи зашто нели кажавме дека кај нас се више можеш во аптека да земеш масло. Значи тоа масло е ко од AliExpress да си го нарачал, а нели зависи за која дијагноза. А за другиве работи, у смисол луѓе какво користат, значи 90% од луѓето користат се уште од црн пазар. Црниот пазар е од тиден пута 1000. Значи тоа го гледам дека се случува цело време и секој ден се зголемува тој црн пазар. Заради тоа што у првите твои емисии зборевме за маслото и за канцер. Сега гледаме дека маслото превентивно помага кај скоро све, значи тука нели се еве само што ме кажа дека треба да збориме во првиот дел за медицинскиот дел. Ја морам да напоменам дека медицински и рекреативен дел, секој оној што пробува да ја наведе јавноста дека тоа се две различни работи, медицински и рекреативен, лаже. Добро, зошто? Значи, дали лаже од незнаење, дали лаже ради некоја агенда, мислам, се знае тоа у странство зашто се случува, кај нас не знам зашто се случува. Добро, зошто? Да објасни? Заради тоа што повеќето луѓе кои користат канабис нели и со пушење, го користат медицински. Прво треба да одредиме дефиниција што е медицински и што е рекреативно. Мислам, тоа е многу голема глупост. Што е тоа рекреативно? Океј, кога немам потреба, а сакам за да се чувствувам, ете, хај, наместо 3 пива, 4 пива да се испијам, разбереме нешто, многу е дискутабилно, некој што сака да се чувствува хај, дали пред тоа бил нормален и сака само да си подобри, или има тегова што сака да си ја среди, а успат хајот е бонус. Значи, човек што е комплетно здрав, нема потреба ни џоин да запали. Да се ја ви кажам, јас сум корисник на канабис, ви кажам, човек што е комплетно здрав, нема потреба ни џоин да запали заради тоа што он своите канабиноиди ги добива само од себе. Тебе ќе ви кажам пример, маратонци кога трчаат, поготово овој 42 км маратонот, доживуваат тоа се вика ранерс хај. Телото кога е под стрес произведува канабиноиди свој за да го среди стресот. И успат ти дава чувство на хај, самото ти дава еден вид на анестезија, самото твое тело. Значи кога си под било каков стрес, телото произведува повеќе канабиноиди. Тоа е секогаш така, тоа е механизмот што функционира. Ти кога користиш канабис, внесуваш од надвор канабиноиди кои вршат истата работа. Го регулираат стресот нели на молекуларно ниво во цело тело, на клеточно ниво. Тоа е целата приказна и целиот механизам позади канабисот, онака најпросто кажано. Ме разбра? Те разбрав, продолжи. Слушам. Работата... Зато и те викнав да ми објасниш. Работата е нели кога користиш канабис, ти уствари подобруваш функција што и онака природно имаш, така да ако тебе природно добро ти работи, нема да имаш потреба да запалиш џоинт. Толку од приказната. Значи, луѓе, тоа сакав да кажам, малце забегав со мобет, буквално спортисти што нели што пливаат долго, маратонци, некој друг стрес, било каков, телото враќа назад со производство на своји канабиноиди. И они се осеќаат добро ради тоа и го повторуваат тоа. Никој маратонец не трча за да што го болат мускули, за да се чувствува лошо, на крај се чувствува добро. И сметаш дека заслужни за тоа се канабиноиди? Не сметам ја, тоа е научен факт. Тоа е научен факт. Да. Извинувам не само да не се фаќаме за семантика, нели? Пошто моје да потпрашам и по 5 пати за атер на широката публика за кој некој може би разговори овдека им се и малку апстракт. Сега да ве прашам нешто, тој што пробува да регулира природна функција на човеков организам е фашист. Тој што пробува тој сите сите секаде у свет, значи не зборувам Македонија. Мислам
да не навлагаме пак у теории на заговор, гледаме кој стои позади самата забрана. Више искача по интернет, по сајтови секаде. Како е, не знам, тој што го интересира може да види како е воопшто забранета марихуаната. Више има документарци, ќе видите што е цела приказна. Што е по тебе целата приказна? Канабисот е храна која е присутна и човекот ја употребува со илјадници години. Така? Кога е дел од исхрана, кога зборам дел од исхрана, не само директна исхрана како луѓето што ја јадат, него со канабис е храната и стоката што после нели месото се јаде од неа и така натака. Тоа е цел еден круг. Канабисот кога е присутен во индустријата, све се менја, зашто повеќето процеси, не знам, за производство на хартија, производство на градежни материјали од канабис, производство на платно, све е многу поеколошки него денешниве методи. Почнувајќи од производството на канабисот како суровина, исто тоа е она што го збориме и конопот кај нас што се употребува, бидејќи зборат за енормна корисност на конопот во од сточна храна, производство на текстил, точно, исто дека содржи канабиноиди, ама многу малце, и тој не се користи за канабиноиди, баш ка главниот канабиноид, кој е основа, нели, THC-то, тој канабис го содржи многу малце. Не е исплатлив за употреба за лек или за нешто друго. Медицински цели, но за индустријски? Точно, има многу целулоза и така натака, све се прави од него. Значи, буквално ова и друг пат сме го збореле, нели требаше за медицина да збориме? Као да не сме го збореле, слободно збориме. Од град, све што не се прави од железо и од стакло, може да се направи од канабис. Поквалитетно и поеколошки него од било кој друг материјал. Зошто? Еве сега Левис па прави фармерки од канабис, а и првите фармерки беа од канабис. Поточно од влакна добиени од не од конопот, од канабисот. Бидејќи канабис не е едно растение, тоа е една цела низа на разни растенија кои се едно растение. Канабис сатива. А што е тогаш конопот? Канабис сатива. И тоа е канабис сатива. Канабис сатива е. А која има повеќе, која има помалку, нема тука некои видови, подвидови и така натаму? Не, канабисот се дели на три главни као подвиди, значи канабис сатива, канабис сатива индика, канабис сатива рудералис. Не е баш точна таа поделба, зашто човекот што нели ја направил таа поделба немал баш увид во све. Малце не е точна, ама сега да не навлагаме у тоа, џабе мислам ќе губиме време. У принцип таа е поделбата, сега сите што ја знаат како нели, како некоја општа вистина. Добро. А има ли разлика во количината индиката на THC? се дели како на два дела индика и афганистански некои сорти како подвид на индика, ама отприлика е тоа, сатива индика и рудералис. Но која има најмногу, но не секој од овие рудералисот има THC. Рудералисот има многу малце канабиноиди. Не го гледаме THC, то збориме за канабиноиди, колку смола произведува, а смолата е сосема друга приказна која е со односот на THC и CBD. Збориме колку смола произведува. Рудералисот многу малце произведува, тој не се користи за ништо, пошто е стварно онака баш дива сорта. Освен тоа што се користи, тој има на многу добро својство, многу е брз, многу брза сорта, за многу кратко време имаш производ. Викаш за три другиот канабис, Филип, чекај малце. Збориш овој што има малку смола, за ништо не се користи или може да се користи во индустрија? Тоа сакав да го кажам, ама ме прекинуваш. Тој се користи само зашто многу брзо расте. Тој за 3 месеци е узреан. Затоа што рече дека за ништо не се користи. Реков за ништо не се користи освен. Добро. Освен за мешање со другите сорти, заради тоа што е многу брз, за 3 месеци е готов од семка до плод, и сега он нема плод, ама кога го вкрстуваш со другиве сорти, на крај добиваш сорта која е брза како тој рудералис, ама дава плод како овие другиве сорти. Ама пак е тоа не е ништо стабилно, значи уште не е нова технологија се произведува, ама не е тоа за големо производство, кој што сега на пример Македонија произведува. Но покрај пред да идеме на тоа производство како и што е, канабисот или конопот едноставно растение кое може секаде да се најде низ Македонија, кое расте дури. Прашањето ти беше нели почнав за рудералис да зборам, да ги кажам другиве две сорти, да кажеме што е нели хемп, а што е
што е див коноп, што е марихуана. Значи све е канабис сатива, нели канабис сатива, канабис индика и сега што го објаснивме рудералис. Сативата е сорта која расте поблиску до екватор, на употопли предели, повисока е, подолго време и треба да цвета. Индиката расте на поладни места, као што самото име и кажува индика, дека доаѓа од Индија, у Афганистан, ја има и така натака. Таа расте помалечка, пократка, има малце друг сооднос на канабиноидите, нели, во незината смола. Сега, моментално во светот све што се користи се нивни хибриди. Кога кажам хибриди, тоа не значи дека е нешто ГМО или таква работа, него оплодени земено е полен од едната сорта, цветови од другата, тие се оплодени, сега има милион сорти со различни својства. Значи, за среќа, канабисот последниве, не знам, 2 децении во некои држави во сива зона секогаш бил, значи нелегален, ама сепак некои луѓе саделе, истражувале, вкрстувале сорти и така натака. Тоа се денешните компании, нели, кои произведуваат семки. Повеќето се од Холандија, од Шпанија, од Швајцарија, каде што, нели, на основа на човекови права, тоа е скроз друга приказна, може ли некако да произведуваат семиња и да развиваат сорти на канабис. Сега, благодарение на нив, сега имаме многу сорти кои може да се прилагодат. Канабисот е онака прилагодлива, нели, билка, ама имаме многу сорти веќе кои можеме да ги бираме буквално за кај сакаме да ги садиме. Има сорти за внатре, сорти за надвор, сорти за ваков тип на клима, сорти за таков тип на почва, значи буквално и све е тоа канабис сатива. Сега, поделбата оваа што е индустријски коноп и овој што се пуши, нели, пошто и тоа е коноп реално, на македонски ако го кажеш, само ние тој поточно би го нарекле индиски коноп. Значи тој коноп што се пуши само има многу поголем процент на ТХЦ во неговите цветови од овој индустријскиот. И тука завршува приказната. И сега овој се нарекува индустријски заради тоа што пред многу години некои нечесни луѓе кога носеле закон, ова се случува конкретно французите највеќе лобираат, они имаат една сорта на индустријски канабис кој има 0.2% ТХЦ и за да си направат монопол, некако успеваат да направат законот за Европа за индустријски канабис да биде 0.2 ТХЦ. Заради тоа што само монопол на што? Само они имаат таа сорта што содржи 0.2 ТХЦ и на финтата ТХЦ е дрога, ама оваа нашава марихуана нема дрога, така се произведува индустријски коноп, тие сорти што имаат помалку од 0.2 ТХЦ. И тие компании тогаш или држави кои ги имале тие сорти, држат монопол, сега да се продава нивниот коноп. Секаде додека е нелегална марихуана, во многу места се одгледува индустријски коноп, значи Словенија произведува индустријски коноп, уште од кога сме Југославија не ни престанала. Значи кај нас у закон уште од Југославија имаме наследено дека може да одгледуваме индустријски коноп, ама некој тоа кога се одвоивме како Македонија заборил да го препише. Значи у Хрватска како произведуваат се индустријски коноп, а нелегална е марихуана, ние као имаме бољи закон. Ме разбираш, многу се измешани работите, некој намерно ги меша и јавноста е тотално изгубена, никој не знае што е тоа CBD, што е ТХЦ, што е масло од семките од канабис, што е, вака е све. Крај со крај не можеш да фатиш. Последниве. Но ти си овдека во емисија за да ни помогнеш да пробам, пошто некој намерно ги боричка работите, нели? Пошто му одговара, пушта лажни информации. Последниве 2 години скочија многу генерали после борба, многу експерти. Секој ден сретнувам експерти што вадат лиценци, секој ден сретнувам експерти што, нели, за све. И, нели, многу галама, многу гужва, многу нојз. И тоа е проблемот кај нас. У моментов. Редефинирај го подетално проблемот. Подетално,
Не знам како да ти објаснам, не ќам никој да обвинам за нешто или не знам што, ама Ти многу... си знаеш, јас си имам ограда, ти ќе си знаеш не. што да си кажеш. Уште у старт, не дека Повели. бирам зборови за нели... Слободно збори си, што Работата мислиш е дека ова. треба. Ја не можам да проценам. Ја Различава- отприлика го знам законот. Знам дека дозволено е производство на канабис како новинар, пред да го започнам ова, значи што законот мене ми дозволи. Знам дека се продава маслото од канабис во аптека и мене ми дава за право да говорам за аспектите. Тоа е све повели. Е точно, јас за ова све што го кажа ти, некој да те слуша од странство ќе каже леле вие сте топ, имате масло во аптека. Арно, ама? Тоа сам ти кажам, марно, ама као прво вака да тргнеме две работи. Компаниите што произведуваат со законот се скроз една работа. Активизмот, ширење информации за канабис и така натака се скроз друга работа. И скроз трета работа е светскиот тренд, што се случува, значи да се разбереме, ние го Ајде едно пратиме. по едно, повели. Светскиот тренд. Па едно по едно е ова. Значи законот што е донесен за садење на марихуана во Македонија е супер. Заради тоа што компании може да произведуваат, нели? И да го продаваат. Тоа се случува више одредено време. Така. Во аптека нема ништо. И па кај иде тој канабис? Кој, значи има компании кои го произведуваат и кому го продаваат тогаш? Значи има у странство компании кои го нели го купуваат, ние легално го произведуваме, си има дозвола за извоз, има други нели компании у странство што имаат дозвола за увоз и тоа најверојатно така иде. Ја не сум дел од ниедна компанија да ви кажам знам. како иде. Ама на пример Доволно ние ги познаваш увезуваме работите. масло. Да. Ние па Македонија нели постојат масла у Македонија. Така? Мислам дека една компанија не произведува тие што Аха. не ги почитувам мич, а една друга компанија со која сум соработувал, нели она од надвор го носи маслото. Интересно е, ниедна компанија што произведува масло или продава масло или стои брендирана, не сака да дојде и да говори отворено за тоа. Тоа Не, нив треба не. да прашаш, не мене. Не те прашувам, ја констатирам само во Ако ова. земе така да продолжуваме. констатираме, треба до сабале до 6 да такви чудни констатации. 120 минути, па за тоа сме да констатираме каква е ситуација. Кој може да одгледува канабис? Секој. Арно, Што ама? ги исполни условите. Арно, ама? Не е баш така. Така е. Така е? Така е. Секој што ќе регистрира компанија може да започне со и набави опрема, може да започне со производство на канабис. Тоа сакав да ти кажам, кога почнав да ти кажам, едно е ова со нели здружение, активизам и така натака, скроз друго со компаниите. Значи, компаниите тоа што го прават, си го прават пошто се компании. Така никој не може да им забрани, произведуваат, нив им е целта профит и пробуваат да го продадат надвор. Кој колку тоа го прави, немам увид, чим нели сите се загреани тоа да го работат, најверојатно им иде. Сега што е работата? Проблемот е што буквално сите што се замешаа некако во целава работа, цело време тоа зборам, се забораја пациентите. Никој не ги мисли. Нормално некои од компаниите со кои што сум зборел ги мислат, ама законот уште не е дефиниран. Доктори многу не вака не слушам пациенти да се фалат дека имаат нешто со доктори добар однос уврска со канабис. Има некои што препорачуваат и она, ама сите се оградуваат у смисол советување и така натака. Од друга страна морам да кажам тоа што преска сакав да кажам, не ќам никој да напаѓам, ама тоа што го направивме како здружение, за тоа јас се откажав од здруженијето, значи тоа е скроз друга приказна во вториот дел, ќе спомнам тоа. Тоа е што целата работа отиде у скроз друга насока, заради тоа што, например, имавме проект со фармацевски факултет за анализа на масла, за да ги заштитиме пациентите. Тоа 100 пати сме го кажале, сите го знаат. Значи у Македонија, освен што сади, компаниите што садат, луѓе кои имаат масло, без разлика дали го купиле или го Сами го направиле, бар да проверат што купиле или што направиле, да знаат што користат, го носат на фармацевски факултет, прават анализа.
имам сознанија и ми е галева ќе го кажам, значи кој сака нека дое, дека таму си има инсталирано банда која прави без пари анализи, човеки што ќе си направи свое масло ќе го излажат дека не му е добро за да му пробај од ова. Знам дека доктори продаваат масло илегално, знам во кои аптеки се продава масло илегално. Разбираш? Значи луѓе куки изградија на тоа, сите се прават на тошо. Значи ти памтиш првите 2 емисии дека ние тука објаснувавме што лечи и како лечи? Да. А сега што правиме муабет, тоа више никој не го ни спомнува. Сега да ви кажам една друга работа. Еве најискрено, најискрено ви кажам, исто така ми е гајле ова. Господ здравје да ја даде на Република Албанија, на криминалците таму. Тие поише луѓе излечија него нашето Министерство за здравство, ја ќе ви кажам. Значи ние се збориме, те гледаш видеа некој тука кој да ги постираш што да иду позадина. Кој има најголемата фабрика, не знам каде у свет ваму таму. Па најголемата фабрика у светот у Албанија. Ти кажам, сите се лечат од таму. Сите купуваат од таму. Сакаш да кажеш дека ние пропуштивме шансата, имаме подлебје и можевме да го развиеме овој бизнес. Ја пропуштивме шансата, ние сме уште први. Ама не знам, нема да бидеме за долго први, мислам, не е глуп светов. Јас само ви кажам, за тоа што го направивме како здружение, отиду погрешна насока. Ние го направивме пациенти сами да се лечат и одма се инсталираа секаде хиени, што парче направија. За тоа го батали здружението, ја ви кажам. Од друга страна... Зошто го батали у суштина? Стана здружението можност некој да профитира преку него почна на да не сметка користат... на пациентите, да ве користат. Тачно е така, значи почна многу профит да се прави на сметка на здружението, на пациенти, користејќи нас како овакво, како ти кажам сега не да на телевизија да зборам глупости, ама мене реално ни се уништи живот. До 100 души на ден ми звонат болни, сите плачат, мислат дека ја имам дома литри улје. Од друга страна, како да ти објаснам, држава врска нема. Значи мене животот исто ми се уништи само барајќи ми твој телефон. Инаку да им кажам, ја немам телефон од Филип, јас со Филип комуницирам преку Фејсбук. Филип Алдоста има свој профил на Фејсбук. Ама не враќам на никој, ама тоа сега да ти кажам што е работата. Сите тие што имаат компании, сега што нешто се експерти ваму таму, искочивме на наивни глупаци. Ова не го правевме за пари, него ја и тогаш знаев, ама сега на Апла само имам потврда дека цело време седеа хиени у сенка, чекаа ние да одработиме Useful Idiots и да улетаат и да направат хаос. Проблемот е бар да улеташе државата кој што треба и тоа да го среди, да го регулира. Па да почнеме Ке беше супер. Со производство на Ке беше супер. канабис за медицинска употреба, квалитетна. Еве сега ти кажам. А тоа го прават криминалци кај нас. Нон-стоп цело време. Нон-стоп цело време. Ја и сега тоа не можеш да го спречиш. Сега проблемот е друго. На толку луѓе што сме им завршиле работа, што сме им помогнале. Така. Значи на секој начин јас сум на суд зашто на друг му правев фуле. Не дека правев за мене, ја да правев само за мене, никад немаше да ме фатат. 25 години. Затоа беше уапсен. 25 години пушам марихуана, никад не ме фатиле. Заради масло. Заради тоа што почнав јавно да зборам, зашто више довде ми дое. Зашто сите се прават мрднати. Сум правил масло за луѓе што се газди на фармацевтска компанија. Они на другите им даваат шкартули. Ама за нив сакаат добро. Одамна сум правил, валја застарено дело, па ти кажам. Ева прв пат кога ти го кажам сега, знаеш ти го видел уживо. Што да ти кажам поише? У меѓувреме толку време, значи, сме правиле све со здруженијето, толку семинари, експертите тука што се доени, не беа рој со брата. Зашто да беа рој со брата, одма ќе ме распнеа, двај чекаа да ме распнат. Него после на тие исти професори од Македонија им се праќани мејлови, дојдете пак, ама друг некој ги канел и не дошле. Зашто знаат дека тие исти луѓе што ги канат да видат нивни гости, се преваранти кои сакаат да ги преварат пациентите у Македонија. И затоа тука ништо не функционира. Зашто секој си гледа буквално за свој газ. Ова сега ако ме казни некој за газ што кажав, се извинувам.
Се оградувам од гзот на Филип. Сега ти кажувам најискрено од збора. Филип, гледај, сега друга сепак е ова работа, јади сакам бурек, друго. ќе те оставам да збориш се што сакаш. Имам 120 минути. Подоцна ќе ги па отвориме. сега Ќе ги отвориме подоцна. Нели не смеам да споминам јавно личности. Не знам што смееш. Што ќе си кажеш, пријател, ти ќе си носиш одговорност. Ја можам само да се оградам од тебе. А вие ти што како гостин ќе збориш, ја не можам нити да ти наметнам, нити да те оградам. Па не, дека ова вистина не вакво. А ја како пријателски можам да ти кажам, биди внимателен. Сега имаше јавна расправа. Не знам како може нешто да се злоупотреби или употреби против тебе. Као Miranda rules, everything you say can and will be used against you. Сега имаше јавна расправа одржавала. За 7 години пробуваме да легализираме, значи апсен сум као зелена алтернатива. Пациенти толку поминале, толку излечени, значи сите знаат. Легализација или декриминализација? Ние се бориме за пристап на корисници. Значи, тоа легализација, декриминализација, тие терминологии се само замки, да се разбереме. Извини? Слободен и безбеден пристап до корисници. Тоа ќе го објаснам понатака. Повели, објасни го веднаш, слободно. Па, ајде да се вратам малце назад. Сега вака имаше јавна расправа. Ја по некоја случајност ги имам стенограмите и плюс видов нешто што има видеа. И значи стварно не сакам никој да напаѓам, го кажам ова јавно, значи можеме некогаш дали кај тебе на друго место да ја дискутираме таа јавна расправа. И сите таму што зборија, што ги изложија работите, ама конкретно ви кажам, нема да спомнам личности, таму луѓе зборија што немаат појма за канабис. Прво, што било тоа и кога се случило, барем за настанот објасни ми. Не знам конкретно вака, заради тоа што едноставно ми се случија многу работи лоши лично на мене. Решив да се тргнам од здруженијето, значи скроз да го баталам. Заради тоа што едноставно више не се наоѓав таму. Немав добар фидбек од тие луѓе што сум им помогнал, тоа што сакав преска го кажам, ама ајде нели да не зборим. Не, збори слободно. Па тоа е, значи 95% од луѓе се преваранти, бар ја имам таква перцепција, не ќе дојдам песимист или така натака. Ама така е. Така да како ти кажам, од најблиските кога ќе се случат работи нема врска. Сега работа е ова и заради тоа решив да се тргнам од здруженијето, скроз да се тргнам од све. Умеѓу време се случува јавна расправа. Да бев вајда да постоеше уште здруженијево, може ќе бевме ние таму, ама како и да е. Работата е ова. Таа јавна расправа е пародија, зашто многу неточни информации се кажуваат. Да не е тоа во public room? Не, јавна расправа во собрание. А во собрание? Собранијска расправа. Значи официјално со Горан Милевски беше? Појма нема. Од ЛДП? Whatever. Океј, појма немам, добро. Како и да е. И они избореа за регулација нели легализација или што е да е за канабис. Ви кажав по некоја случајност ги имам стенограмите, гледав и нешто што се случувало нели на интернет на видео, ви кажам од тоа што го видов, што го прочитав, стварно неточни информации, дали значи стварно неточни, сега нема време да ги дискутираме и така натака, ама луѓе кои не користат канабис, кои немаат никакво познавање од проблематика или од воопшто својствата на канабисот, не може да регулираат канабис, нели? Од друга страна, за такво нешто потребна е стручна комисија, претпоставувам. Расправата, значи како за све. Токму така. Расправата беше како акцентот и за рекреативна употреба имаше. Голем дел и тука е целата работа, значи секој оној, тоа сакам да кажам, со тоа за не коментирам конкретни делови од таа собраниска расправа. Само да кажам дека секој што го дели канабисот на медицинска и на рекреативна употреба ги води во заблуда онака луѓето. Класично. Тоа е она. Те разбирам, значи малце е малициозно, као има луѓе што имаат мака, па го користат за ова, а вие рекреативците сте џанаци и само за кеф. Мислам, таква низ таква расправа таков печаток ќе создадат кај луѓето. Обратно. Баш они сакаат да као
да бидат добри, тоа е популистички. Као еве ние сме за рекреативна употреба и сега сите млади, сите што нели што рекреативно пушат, за да ги поддржат. Ама има тука една многу опасна работа, што не знам дали намерно ја прате или од незнаење. Сега вака, кога регулираш рекреативна употреба и декриминализација, они колку што видов за тоа се борат, за декриминализација, треба ли валја да регулираш која е таа количина која ќе се смета за нели што смееш да ја носиш со тебе, нели ако те запре полицаец, тоа да е декриминализирано, не може со кила. Добро, какви се искуствата во другите земји? Тоа е работата. Ако ние измислуваме топла вода, што повикуваш ти? Да не измислуваме или да употребиме една работа вака. Или треба да употребиме било кој или треба да употребиме нешто законски регулативи да употребиме во земји кои што веќе тоа добро го регулира. Треба вака да решиме. Ние зашо ги правиме законите, да ги заштитиме граѓаните или некој да има ќар? Така. Зашо ги правиме? Мислам, зашо постојат законите? Па законите предпоставувам дека треба да се универзални. Ама да за добробит на граѓаните. Така, ама и граѓанин може и за ќар да работи. Ама не, нешто што се регулира е за заштита на граѓаните. Кога ти почна емисијата имаше онаков телоп за деца помали од толку така. Така е. Тоа е за ги заштитиш тие деца. Така. И закон кога се прави, нешто се заштити. Така, се согласувам. Вака сега, ако регулираш рекреативна употреба, што ја кажам рекреативна, кажам дека не постои такво нешто, ама еве они што тоа што го нарекуваат. Да, го каже убаво, го објасни. Еве на пример регулираш до грам, 2, 3 да можеш да носиш у џеп. Третиот грам веќе си дилер и те апсат. Убаво што кажа така е, 2 смееш да носиш, третиот си више дилер и те апсат. Пошто ако го регулираат тоа, автоматски се заоштруваат законите за другото. Сега застани тука да видиме кај лежи зајакот. Ти тоа го правиш и една мала популација од луѓе што искачаат у град, урбани луѓенца што пушат џоинти, нели, и што се борци за легализација од дома на Facebook, тие ќе викаат браво, легализиравме за рекреативна употреба, декриминализиравме, ќе се сликаат на Инстаграм, ама што правиме со пациентите што им требаат 100, 200, 500 грама за да направат улје, а у моментов нема ни медицинска употреба на канабис. Не постои тоа што продаваат овакво за бубрези. Секаде за медицинска употреба реално не постои. Знаеш зашто? Зошто? Ниедна медицинска установа не тврди дека канабисот е лек. Нема таква изјава. Да, и не смее да има таква изјава и веќе зашто во ниедна фармакопеја уште не е влезен, они си имаат протокол. И ова сите што ве лажат дека ме разбираш, значи вака не постои реално медицинска употреба. Ај најди ми еден регистриран лек со ТХЦ освен сативекс и глупости. И освен едниот кај нас што е регистриран као наркотик, што никој друг не може да регистрира лек со ТХЦ, зашто имаме еден, нели, поише со ТХЦ лекови, што се исто разблажени, ама пак кога го купуваш цело шише, количината на ТХЦ е внатре. Нели, ако сакаш као да го злоупотребиш, можеш цело шише да го испиеш. Тоа е нели на дупли рецепти, така на така. Тој што не регистрира некоја друга фирма, ја не знам како успеа да регистрираат. И никој не го знае начинот. Не навлегувам на така, само ова го кажам, толку повеќе. Сега тоа сакам да се вратам на регулацијава. И сега кај нас у собрание некој ги наведува сите со популистичка метода као ние сме за рекреативна и општа, за рекреативна употреба, правејќи добро, и сега сите, дури пациентиве мислат дека што се болни, што им треба поише, мислат дека ако за рекреативна се дозволи, и тоа е супер, за нас уште поише ќе има. Нема баш да има. Еве у Шпанија има социјални клубови, секој може да купи, да се регистрира у клуб и да купи 3 грама на ден, треба да ја пуши. Ама не може поише од тоа за да си направи улје. Од друга страна у Шпанија дозволено дома да садиш, па дома си садат да прават улје. Кај нас нека дозволат дома, па тоа е друго, ама работата е ова. Нема медицинска, нема рекреативна. Секој што сега вака, вајде ова ќе остане негде на YouTube, дека да не испадне после миле ми текна на другиве до сега што сакаа рекреативна да увалат, сега да кажат ова ја што го зборам. Сите твои гостувања се на мојот канал. Не, сакам да кажам после да не испадне дека на нив им текна, не дека кој прв бил, него работата е само да ви објаснам ова, одамна го збориме како здружение, не ја. Ние се бориме
за слободен и безбеден пристап на корисници. Тука спаѓаат и рекреативните и медицинските. Ја пак ќе кажам дека не постои рекреативен и медицински корисник, ама еве за овие што така разбираат другиве луѓе, тоа кажам, и рекреативните и медицинските се корисници. И нив треба и државата и законот да ги гледа како корисници, зашо вака сега, да се разбереме и друга работа. Ова собранискава расправа, зашо беше пародија. Пред непуна недела дена искочи Обединети нации и рекоа рекреативна не доја предвид. И сега што ние ќе измислуваме нешто, ние ќе се некој ќе ги лаже нашиве граѓани дека ќе им донесе рекреативна употреба? Секој може да изгугла да види последниот став на Обединети нации за рекреативна употреба. Значи секој има интернет дома. Ставот? Нема рекреативна. Уште е рано и не рано забораете. И тоа е препораката. И сега Македонија ќе крши препорака од Обединети нации. Како тогаш во вакви услови по тебе, бидејќи доста си навлезен, како да им се помогне на оние, да речеме, барем на најтешко болните? Не барем на најтешко болните, бе, треба на сите. Што е тој најтешко болниот побитен од некој Филип, што го боли глава? Мигрена што има. Све ми е јасно, Кој двајцата ама не се расправа и со мене во семантика. Абе си правиме муабет. Значи ја имаме ова и ќе ви речат сега ќе го донесат законот по препораки на Обединети нации, така? Е сега, како од тогаш да им се помогне на овие луѓе, бидејќи првите медицинска викаат окей дека пошто и они тука ништо не е регулирано. Тоа сакам да ти кажам, Обединените викаат медицинска дека окей, ЦБД, делот од марихуаната што не е психоактивен дека окей. Искочи Светска здравствена Не ми е јасно. Знаеш што, секогаш кога има нерегулиран простор, црниот пазар го пополнува. Зошто државата наместо да се тепа со дилери и да апси, зошто не го легализира и декриминализира и да има контрола. Да си собира данок и да си секој да си има, како викаш, пристап. Па тоа сакам да кажам, значи секој што смета дека треба да има, да си отиде, не знам дали на лекар, на рецепт, thank you. Сега ќе го кажам ukratko. А државата да си има од прилика, значи регулација. И немаш црн пазар тогаш. Многу кратко ќе го објаснам. Вака сега. Тоа, например, се случува у Шпанија. Сите се шпанскиот модел. А добро, каков е холандскиот модел? Холандија па е најлиберална по овие прашања? Или не, не знам. Модел на неказнување. Законот у Холандија исто за джоинт овакво, за тоа ги имат кофишоповите. Ама и у принцип, кога ќе видиш дека тој што пуши треба не можеш масло да направиш високо квалитетно кое ќе помогне на тешки заболувања. Тоа ли е проблемот главниот? Никаде не можеш тоа легално да го направиш и сите дома го прават. Ама чекај сега, за тоа сакам да ти кажам лесен и безбеден пристап. Вака сега. Никаде у свет нема марихуана не е признаена као лек. Значи као баш она нели као што е хемотерапија некои видели така на така не е признаена као лек. И затоа џабе збориме за медицинска употреба кој што чекаат нашиве пациенти. Тоа нема да го видат скоро. Точно. И затоа ќе се обраќаат на црн пазар или ќе ти се јавуваат. Филип, молим те, исцеди од бурето твое. Не, ја одамна не кривам и не се јавам зашто стварно многу не бурето мое, него мене ми исцеди као човек и едноставно не можам. И заради тоа што сакаше да помогнеш, заврши и во затвор. Не заврши во затвор, ама така каже на почеток на емисија. Не заврши во затвор, ама идам на психолог и сум со можност за затвор. Пошто ја сега па имам рочиште на 24 април. Така да, што да ти кажам поише. Муабетов ми е, што зборевме? Зборевме за како да, за пристапот. Па еве вака сега. Значи, никаде у Холандија има регулирано пристап. Не е легализирана марихуана, секој знае дека Холандија тоа само онака не знам. Тие што не седнале на интернет не знаат дека и Холандија е забранета марихуана. Ама поише политика на неказнување. Гледат што има туризам. У Шпанија исто така се тие фамозни канабис социјални клубови што функционираат како здруженија на граѓани кои се полнолетни кои сакаат да користат канабис, иако во Шпанија исто забранета марихуана, има закон за
приватност, тој навлага у нели човекови права. Напише вода, слободно. Тој навлага у човекови права, така да на основа на тие човекови права, он дома во својот приватен простор може што сака да прави. Нели? Надвор да го носише забрането. Еве Кили на пример мораше да си замине за Еквадор затоа што дома одгледуваше канабис од кој правеше масло. Ајде да не навлагаме на така. Го спомнувам како општо познат. Точно, ама маслото од секој што ќе го и тоа е проблем, секој дури што е дилер што многу прода, кога ќе го фатат вика за улје ми е болен сум. Да, сите се болни од еднаш. Од нешто, да, така. Така да се злоупотребува тоа. Значи ова не го зборам за Кили, него да не свати погрешно, него јасно ми е. Да не се го злоупотребуваат се во ова. И тоа како те слушам, мислам дека не постои начин за некаква Чекај тоа логична... да не ми избега. Постои начин, тоа сакам да кажам. Гледаш некои паметни го прават тоа. Ама што прават? Си прават свој модел, зашто секаде е различна ситуација. Значи свој модел, не копија од негде. Ова што е со декриминализација, со за поседување некоја мала количина, е добро за рекреативните, ама тоа сакав цело време никако се навратам, сакам да објаснам точно што е рекреативна, што е медицинска. Кој што го кажуваат, вака сега. Прва работа, кога користиш некаква супстанца за да си олесниш некаква тегоба, тоа е дефиниција за користење на канабис за медицинска употреба. Не само канабис, него било што. Значи, кога си олеснуваш тегоба, реално, ако земеш и пиво после работа, медицински го користиш. 20 раки на свадба не се медицински. Тоа е рекреативно. Пошто да се рекреираш малце поише. Така, ама една ракија пред ручек и тоа е медицински. По таа дефиниција. Сега вака. Ако ти сакаш пауза да направиме? Ајде само ова да го докажам да не прекинам. Не, нема проблем. Ако ти искачаш со друштво, те гледам со грлото малце да ти правам чај. Ако ти искачаш со друштво да негде у град и нели не си баш расположен, и земеш 2-3 дима да се расположиш и тоа е медицински. Разбираш? Пошто некој друг што е у депресија пие хелекс за исто да се расположи и за да излезе. Се разбираме? Сега вака. И таа е рекреативна употреба, до сега многу се држеше, зашто кога ќе почнат луѓето да користат рекреативно, знаеш ли колку ќе се намали промет у аптеки за оние апчиња? Не знам дали смеам не да споменам брендови, него онакви, не само диазепами, хелекси, него и оние полесните седативи, да кажам. На база на билна база, како се викаат, од валеријана, од ова, ама пак у аптека ги купуваш. Знаеш ли колку ќе се намалат лекови за диабет, колку ќе се намали потрошувачка на инсулин, значи само да им дозволиш на луѓето таа слободна употреба или слободен пристап. Значи тоа е целата работа. Сега, ајде само да не прекинуваме ова да го докажам како може Македонија тоа да го реши. Не зашто кажа исто како што е у Шпанија или некаде на друго место. Еве Шпанија не се удира со Обединети нации, нема рекреативна употреба. Ама социјалните клубови идат корисници кои никој не ги прашува за што ја користат. Ме разбираш? И они идат и си зимаат треба од социјалните клубови. Се купуваат од социјален клуб. Сега, кој ја купува од социјален клуб, а тој социјален клуб си ги полага сметките пред државата колку има марихуана, нели потеклото на марихуаната, колку луѓе земале, тогаш државата има увид од тоа, има ќар од тоа и е регулирано. Така? Од друга страна, тие што се медицински пациенти, дома садат. Зборам така и у Шпанија. Дома садат и може да произведат повеќе за нив. Дури имате некакви медицински карти кај што нели полиција да дојде која тоа дома. Од друга страна, на улица е зезнато дури у Шпанија да те фатат со џоинт. Сега ви кажам, високи се казните парични, така на така, никој не ќе да. И што е моделот на решение по тебе? Тој шпански модел што е као шпански модел е интересен, ама пак не е баш за Македонија, ама само да кажам дека постои модел кој и тој тој модел цело време ќе се менја зашто работава уште ново и секаде у свет
Нели цело време се менја, зашто треба да легне оваа цела гужва, за малце да легнат работите. Гледа, уште не се знае која сорта лечи што или така натака, све е вака. Ама полека легнува. Нели има големи фирми што сакаат нешто да преземат, па они заедно лобираат, па вака е све. Ама у принцип. Значи не само кај нас на свет. Па секаде да. У принцип што е работа? До тогаш барем Македонија што треба да прави? Треба да обезбеди безбеден пристап. Ова јас што го зборам им одговара и на нашите производители. Значи да не Зашто идат и они на ќе продаваат, ако така се смени законот, ќе може и тука да продаваат. Што значи безбеден пристап? Тоа значи безбеден пристап јас како корисник. Значи ова што го кажав, еве, може лажам, многу луѓе нема да се сложат со мене. Што значи безбеден пристап? Тоа сакам да ти кажам. Многу луѓе нема да се сложат со мене, ама ја ова го кажам дека е факт. Не постои рекреативна, не постои медицинска, тоа е едно исто. Постојат луѓе кои им треба канабис да си го користат. И толку од муабетот. Заради тоа што малце произведуваат сами од нивните канабиноиди. Тоа е објаснување. Не објаснуваш што е слободен на пристап. нив, на тие луѓе им треба безбеден и слободен пристап. Што значи тоа? Зашто на некој, ако Не објаснувај на некој. Кај вас само емисија. Ама се зезам, ова не се. Ама стварно, кажам име и презиме. Вака, ама тоа сакам да ти кажам, гледај. Што е слободен пристап за да можам да те следам, Филип? Уште ми објасни сакам зошто. Да го, па зама не можам да стигнам до таму, зашто е многу битно да ти го кажам ова. Ми го кажа секој што сака да го забрани, ама зашто се нарекува како термин слободен пристап? Секој што сака да забрани слободен пристап на супстанца основна што регулира наш процес во организам, е фашист, тој преска го кажав. За тоа сакам да кажам слободен пристап, зашто кога ќе кажам слободен пристап, да кажам дека е тоа битна работа и тој што ти го брани, прави многу лоша работа. Вака, Филип, застани. Земи воздух. Не, нема да кажеш. Сега вака, земи воздух. Кажи ми практично што подразбира слободен пристап. Да можам како корисник да отидам и да земам количина на канабис која ми е потребна за моите потреби. Од каде? Дали сам да ја произведам, така? Дали од социјален клуб, диспенсери, кофишоп, оставам на нив да решат. Или аптеки на крајот на краиштата? Не баш аптеки. Зошто? Заради тоа што не постои медицинска употреба. Аха, така. А луѓето кои го користат, мислам, зашто да го продаваат аптеки кога и сега они не го признаваат, повеќето од луѓето нели што се фармацевти не го признаваат. Зашто би го продавале аптеки? И сега е тоа проблемот на пример со канабисов. Еден саат збориме за закон за слободен пристап и гледам многу се возбуден околу тоа, но за атар на гледачиве треба да прозбориме повторно, да подсетиме зошто е добро и за што се користи и низ историја, а и сега последните сознанија за што се може, каков бенефит и зошто го користат луѓето, еве, од сознанија кои ги имаме, канабисот, маслото од канабис и тоа. Сакаш пауза или... Не, ево да го кажеме и да затвориме работа. Мислам, овој првиот дел. Добро, да затвориме работа. Зашто, колку има бенефит? Прво, пошто у Македонија сите ги интересираат пари, прво за пари, светски пазар, тродупло ќе се Не, зборам за пациенти, луѓе што имаат мака и сакаат да си помогнат со тешки забол. Ти знаеш дека сам рече, животот ти го уништи. Јас знам кој све се јавуваше кај мене за да стигне до луѓе плачат по телефон и така натаму. И се викам све ја што знаме стаено у 3-4 видеа, мислам, работата не све што знам, него све што они треба да знаат. Луѓе со мака, ја немам што да им кажам каде да набават. Луѓето, и затоа се слагам со тебе. Две раце, две нозе и глава и кога се уневолја си помогнат. Ги имаат видеата што сме ги стаиле, нели на интернет, како се прави маслото, како се прават чепчиња, како се прават капсули, како се дозира. Ние кога почнавме ништо немаше такво, значи имаат многу добар старт. И толку више од нас од Зелена алтернатива. Тоа до сега што го направивме семинарите, кој сака може да ги види на YouTube, кој не ќе мора да ги види. Жал ми е што држава не препозна тоа што правевме, него дури и они не излажаа многу пати. Тоа е тоа. Многу интересно, као онака цела клише, ама иде до 1984-та, идам у една институција у државата кај што им помагам
нели за регулација на канабис и така натака. Идам у друга институција, конкретно фармацевски факултет, исто кај што им помагам, кај што знаат многу информации само ради зелена алтернатива, кај што анализи ги прават само заради зелена алтернатива и така натака. И идам у трета институција, кај што ме судат, ама ја не смеам ништо да кажам на судењето надвор од тоа таму што ми е дозволено да кажам, значи не е никаков доказ ја што идам нели на фармацевски факултет и таму што сум им збркал работим, тоа онака. Сваќаш, тука има зид. Судиката е робот. Ме разбираш, тоа е... Правдата треба да е слепа, а зошто тие институции не се заложат за тебе или не можеш да ги повикаш како сведоци во твојот процес? Абе, јас ти кажам дека у Македонија нема да тргне напред, дури не се исчицат сите институции од сторците што работат внатре. Пуно е. Значи, ја не и корумпираноста, збориме? Па, точно на секое можно ниво. Сега ви кажам, доктори продаваат масло. Значи, доктори продаваат масло. Нормално дека ќе продаваат, Филип, кога ти не произведуваш, ја не произведувам, ние правиме емисија, а луѓево се јавуваат, и докторов наслутува дека има интереси, дали е доктор, дали е дилер, дали е автомеханичар, и он вика, сега ми е мене шанса. Океј, а луѓе умака Црн пазар е зголемен 100.000 пати. 100.000 пати. 100.000 пати. Затоа што свесноста е голема и луѓето се информирани. И тука доаѓаме никако да дое пузата, ама до една друга работа. Кај да отидеш по институции, дури оваа собраниска расправа, уште е рано. Е сега вака. Како е рано бе која... Ај вака. Да се направи тест у моментов у Македонија, нели, колку луѓе користеле канабис, утре са бајле, нели сите да дадат урина, тоа ќе се види вистинската слика, колку е спремна Македонија. Зашто сите користат. Сега, не знам како да ви објаснам. Не може сите, затоа што јас знам дека не користам. Глеј, добро, ти не користиш, ама... Мал процент сум, сакаш да кажеш. Дека има многу луѓе кои користат. Така е. Така. Филип, пауза. Да. После тоа продолжуваме искуствата, зашто свет ти се јавуваат луѓе, што кажуваат, и ќе ги отвориме телефоните. Ај да, ние многу збориме, да луѓе нека зборат други малце. Да и ти ще кажеш. Оди. Продолжуваме со разговорот. Филип Алдоста. Уште само процедура. Уште само. Човек кој што знаеш ти да ме насмееш никој. Тоа е твојот профил на Facebook. Даде една многу убав совет. Исклучете го звучникот у студио режија. Многу убав совет даде. Мислам, најпаметен совет, и ова е не совет за здравје, ова е совет за сеу живот. Човек, имаш две раце, имаш две нозе, имаш глава. Употреби ги, ако имаш мака. Дали ти е политичка, дали ти е економска, дали ти е здравствена, направи нешто. Кажи ми, Филип, зошто ти почна да... Каква е твојата приказна здравствена во врска со канабисот, кажи ми? Ме кажам 100 пати, нели, уште као дете имав Ходжкинсов лимфом, после најверојатно ми се врати, кога користев маслово, умеѓу време рекреативен корисник сум, пушам марихуана скоро цел живот. Од прилика така навлегу во све, ова една работа ме повлече у друга. Кажи ми, дали ти помогна? Па да, и се уште ја користам и многу ми помага. Дали лекар те следи во ова диагноза? Не. Мислам, идам на контроли, искрено последниве години не сум бил баш на некоја контрола, ама супер се осеќам и така натака. Ама кажам, користам заради многу други работи, тој го кажав преска, не само за мојата диагноза као тешка диагноза, него најверојатно и за тоа ми помага многу, нели? Ама за воопшто за секојдневен стрес. Значи не само ја многу луѓе користат, тоа ви кажам, сите оние кои пушат џоинти,
затоа преска пробав тоа да го објаснам како механизам. Кога си под стрес, телото произведува канабиноиди. Сега живееме општество кога сме стварно под стрес цело време, под голем стрес, почни од воздухот што го дишаме до све друго натака, нели, борба за опстанок и така натака. Не се доволни нашите канабиноиди што ги произведуваме ние. Ти треба од страна да додаеш. Башка ние како луѓе, канабисот е цело време присутен, значи го користиме илјадници години, видете било која историја. Имам стаено на нашата страна, има и кај мене на Facebook, значи канабисот со вариетет индика, што сега нашиве преска ги објаснав, зашто нашиве доктори уште не знаат, тоа беше смешно и у она дебата на тие глупости некои што се тропна не у дебатата со браниската таа расправа. Во југословенска фармакопеја од 1933 година е објаснето растението канабис сатива, вариетет индика, како се користи, зашто се користи и како се прави екстракт. Што пишува таму? Ова, како се користи, зашто се користи и како се прави екстракт. Тој екстракт не е баш ова масло, сега ние што го користиме, ама е еден вид на тинктура со алкохол. Од каде знаеле во 33-та? Или тоа биле преданија од старите? Не преданија, збориме за фармакопеја медицинска од 1933-та. Не збориме за народен лек. Значи фармацијата се занимавала, испитувала, истражувала и експериментирала. Не го користела како веќе докажан лек. За астма, за болки, за милион работи. Значи има амбалажи стари од амерички производи кои се направени од канабис индика, точно и вариететот. Сега нели после таа забрана проба некој ние тоа сите телефоните да го заборавиме. И сега тоа е смешното што ние како здружение 5, 6, 7 години пробуваме да ги убедиме нашиве доктори, власти, авторитети кои да е ова што го збориме ние дека не измислуваме ние топла вода, не можеле сами да го видат. Тоа ви кажам во југословенска фармакопеја од 1933. Исто така во српска фармакопеја од 1926 година. Исто канабис сатива, вариетет индика. Исто за што се користи со малце поразличен рецепт. Со опис морфолошки на растение, со све. Дека се користи женскиот примерок на растението, извинете. Значи све тоа го пишува во српска или југословенска фармакопеја. Значи било кој доктор во тоа време што имал титула доктор, тоа го знаел. Значи нашите било кој од Македонија или од Југославија, зашто Македонија тоаш била дел од таа Југославија, СХС, така. 1933 година. Ако не се лажам, на грбот на Македонија се уште стои и афионот. Да. И постарите ми кажуваат дека како деца вика немало куќа, а да немало пита од афион кој се користело те за чај, те за ова, те за она, а исто така и конопот во многу се одгледува. И одеднаш станува тоа криминал. Ви кажав, кажав зашо станува криминал, тоа више сите знаат, има документарци, тоа почнува со индустријска револуција, фармацевски компании, овие нафтени компании, така натака. Нели сите знаеме приказната Хенри Форд, првата кола што има направено тој модел за нели масовно производство е направен од 80% од марихуана, од композитни материјали, нели, во кои се користи индустријски коноп и бензинот на кој вози колата се произведува од семето од конопот. Зашо горивото, да. И нели после некој на Хенри Форд во Америка му кажува чекај малце, не се летај. И се забранува канабисот. Хенри Форд ја напушта таа идеја. Тоа е као еден од доказите, нели, зашто уште постојат документи и видеа дури за тоа. Има видео на интернет, нели, баш Хенри Форд со чекан како ја удира каросеријата на колата, хаубата и чеканов се одбива. Зашто композитни материјали подобри од карбон и од кевлар. Да, влакна од канабис, да. Од канабис, поточно од или коноп. И сега BMW и Mercedes, мислам, почнаа да користат пак. Повторно. Да. Затоа што е ефтино, со смола, ефтино, еколошки и така натака. И вака цел свет иде натака, значи ова сега со регулацијава е не знаат како да регулираат ова сега. Знаат дека ќе пуштат и таа рекреативна луѓе да пушат,
Зашто натака иде све. Притисокот е огромен. Сите више користат, значи како пак 100 пати сум го кажал, види колку ризли се продаваат у Скопје, значи треба си луд да оставиш тоа така само на црниот пазар. Се случува више секаде во свет. Значи порано се криевме, сега никој не се крие. Сега се криеш само од полиција, ама не се криеш од некој да не те види. Па да те збори. Сите пушат. Пријателки на мајка ми ме прашуваат. Камо ли, нели, помлад некој или така на така. Значи сите, тоа само да кажам, Македонија не да е време, него вчера беше времето. Добро, види, инхалацијата е специфичен процес. Тоа е горење и испуштање на чад. При испуштање на чад секако се испуштаат и добри материи, но чадот има... Да, согорува, значи... Согорува, тоа има и негативна материја. Точно. Предпоставувам дека маслото е можеби најдобриот продукт со некакви здравствени бенефити. И сујот цвет можеш да го користиш без да го палиш, така да не е маслото најдобар. Ти кај мене во емисија донесе еден многу интересен апарат кој може веќе да се купи и на AliExpress. Има сега и кај нас. Се вика Вулкан. Вулкано, не, тоа е најголемиот апарат. Сега кај нас има слични такви апаратчиња што се продаваат за да инхалираш канабис без тоа согорување. Него само добрите работи. Зашто не знам дали смеем уопште да го спомнеме, но зошто? Ај ги отварам телефоните па да видам ако некој се јави и самите да говорат. Вака, неколку коментари. Меѓу мноштото хейтови од типот се дрогирате, наркомани сте, пишува Рената, кај мене на Фејсбук на најавата за твоето гостување. Не чините долг е списокот, кратко е паметењето. Ти, бар Јанко, знаеш, клубот на луѓе со живци ортоми од камен да бевме ке попукавме. Тој ти што викаш веќе нервно попуштав. Сладжана Кими Димитровска вика, одлично. Во 2015 година бев во Прага на Канафест, кој трае 3 дена. Имаше премногу штандови каде што всушност увидов кои се придобивките на една држава за легализирање и масовна употреба на конопот. Намерно со голема буква го пишувам. Покрај за медицинска употреба каде што е лек на иднината. Индустријскиот коноп има многу други бенефити, како во градежна, текстилна, прехранбена индустрија. Дојдов до заклучок дека ова е билка на иднината. Едноставно го менува целото општество базирано на нафта во едно друго еколошки чисто општество. Премногу примени има. Овој коментар е подобар него она цела јавна расправа во собрание што беше. Америка и Канада прават пари од производи од канабис. Такса на тоа и богата држава. Кој има потреба, ќе користи, кој нема, не мора. Многу просто кажано. Кој сака ќе користи, кој не мора. Так. И не мора да смета у процесот, кој што сега се случува кај нас. И пак ќе се вратам на тој слободен пристап. Значи, пациентите се лажат дека некој ќе им препише масло со висок процент на ТХЦ ако имаат канцер. Единствен начин да дојдат до тоа масло е сами да си го направат. Дали можат сами да го направат? Го прават. Значи го прават. Но количината која треба да ја набават може да ги фрли у криминални води и ги носи во ризик. Тоа сакам да ти кажам. Ако се случи таа регулација до одредена количина да имаш ти у джеб, да биде декриминализирана, е стар модел кој се користеше нели во некои европски држави пред да биде целава оваа фама околу маслото и нели да се види дека стварно има медицински својства, значи сериозни, каде што стварно помага. Тогаш таа регулација што сега некој пробува тука да продурка е таа, значи која тука нема да функционира. Значи ти ќе ги заштитиш рекреативните, што пак ќе кажам не се рекреативни, ама еве овие малце што користат, само што пушат, ама од друга страна ги правиш многу поголеми криминалци медицинскиве пациенти, а тие медицински пациенти од друга страна, ако не го набават вака нелегално, немаат друг пристап до него. И значи ти ги правиш пациентите криминалци, и што ќе се случи тогаш? У ќорсока влегуваме. Имаме гледач на линија, му посакувам добро вечер, да видиме зашто се јавува. Добро вечер и на тебе, Јанко, како се денес? Благодарам, повелете.
Вака, јас во врска со темата сум повеќе годишен корисник на канабис, значи сум и на улје и на пушач. Сум исто така паталец од остеопороза и мајофибралгија и ред други пропратни работи поврзани со зглобовите. Сакам да кажам дека канабисот помага во мојов случај, значи во одредени периоди, во етен критични случаеви. Но моветот ми беше дека канабисот ми опушта мускулатурата до тој степен како да не бидам во правилна положба на седење и да си правам бетер сам како гостин од ваш, што е во скрос неправилна положба на седење. И ми прави бетер на мојата кондиција, на мојата диагноза што ја добивам. Тоа е исто како кога ќе испиете премногу диазепам и ви ги опушта мускулите и ви става во неправилна постура и ви прави нервен проблем. Немате контрола едноставно врз вашето мускулно ткиво, врз мекото ткиво. Како дојдовте до сознание, добро, на страна за вашите констатации, но еве за вашите лични констатации, сакаш да го продолжам да го до констатации дека канабисот може да ви помогне за вашите здравствени проблеми. А се исклучи. Значи повеќе му беше нешто тебе да ти плесне, нема веќе. Вака, ја ако седам неправилно, значи прво секое Не, слушај, не му давај. Не сам да кажам вака, зашто и ова е голем проблем. Луѓе што мислат дека некој користи канабис и онака канабис е магично стапче одеднаш кога сега све ќе се реши у живот, се у голема заблуда. Он што толку многу се опушта со канабис до таму што не може правилно да седи, нека си поработи на дозата. Ја вака седам, пошто работев долги години у FX3X, на компјутер седев по 12 сата, на слично вакво столче, најверојатно заради тоа така седам. Да не бил канабисот, може и полошо ќе сум седел. Океј. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добар ден. Добар ден. Силно светнал ден. Да. Вака, јас би сакал да учествувам во самата дискусија од аспекти на мојата професија. Видете, уште како студент, една од најсилните публикации, може би во тоа време беше излезе во Physiology, американското списание во САД, на ендоканабиноидниот систем, кој што во тоа време беше мощно и актуелно. Но, ете, со одредени случаи, но за жал животот не донесе да чичко ми развои сериозен карцином, па дел од тие студии требаше да ги простудирам и да видам точно за што станува збор. И тоа што би сакал да кажем е дека ми е навистина многу криво на степенот на неинформираност која што постои во Македонија. Предрасудите и стигматизацијата се секогаш присутни, но станува збор за обемен број на научни студии. Значи, не станува збор за дискусија само и на добри, позитивни или негативни ефекти кои што ние ги гледаме кај пациентите, туку и на публикувани резултати кои што се константно повторувани и цитирани во литературата. И за жал нашите доктори, особено на хематологија, се уште не се информирани и настапуваат многу агресивно. Јас се согласувам дека маслото треба да се проверува апсолутно, треба да биде пациентот треба да знае што пие. Но имаме ние лабораторија за тоа, вие може да измерите колку има ТКЦ, колку има ЦДБ. Согласно с препорачаната. Молам? Само малце да ве прекинам. Да? Прво, ептен се радувам што сте со ваков став. Нама му гледај. Ептен се радувам што сте со ваков став, све што кажавте скроз се сложувам, ама многу голем проблем е, тоа исто го баравме као здружение, додека бев таму член, освен овие анализи на ТХЦ и на ЦБД, да се прави токсиколошка анализа, зашто многу од маслата кои се продаваат се полни со пестициди, никој не контролира тој канабис кај да се сади, колку го прскаат со пестициди, тоа е голем проблем, ама тука луѓето малце се глуви по институции.
И тоа сакав само да кажам. Да, ве молам, продолжете. Тоа не е страшна работа. Значи, една HPLC СОМС анализа може да ви даде спектри на целосен состав, што има. Точно, ама треба волја да се има. Треба да се има волја. Но во секој, да, мислам, држи тоа што го кажувате, апсолутно, но... Ако тоа почне да го тестираат, ќе се извадат од памет. Да, ве молам да искажете се. Да, сакав да кажам, но сепак во однос на иницијалните концентрации на ЦДБ и ТХЦ апсолутно можат да се измерат за да пациентот точно знае што прима. И секако најдобро е да пред да се спремат, да се прочита соодветна литература. Јас и на моите студенти им го кажувам, тоа би го кажала и на телевизија. Дали сте, ако смеам да прашам, дали имате медицинско познавање или сте медицинско лице или едноставно маката ве натерала вака добро да ги запознаете работите? Не, тоа ми е професија, сум молекуларен биолог. А вие сте молекуларен биолог. Да. Одлично, значи по-стручно лице не можеме да има. Дали би сакале да гостувате и да разговараме на оваа тема или? Па Еве, не мора да ми одговорите. Господјо, не ве знам, задржете си го вашиот интегритет. На мојот Facebook профил или на мојот мејл, слободно контактирајте ме. Јас сакам уште да учам, еве и од тој стручен аспект, уште подетално, еве ако сте информирани, ја би ве поканил. Размислете, пишете ми, добре дојдени сте. Дали знаете, само јас сакам да прашам дека во Македонија 4 или 5 пати има одржано предавање Лумир Хануш, човекот кој го има откриено ендоканабиноидниот систем. Знам како не од Израел. Така. Да, тој е скоро академик, мислам, неговите трудови се толку цитирани, така да. Тој е многу сериозен научник. Така да, сега видите, у Македонија неколку пати беше, никој не се ни потруди да види, зборам од таа стручна јавност некоја, да дојде да види или барем да му го чуе предавањето. Значи, што е за срамота. Тоа е голема штета. Тој човек за физиологијата направи едно големо откритие. Откри соединение кое што делува слично на ТКЦ во мозокот. Може би се ќе сгреша, мислам дека се викаше анандамид, па тоа е нашето Филип. Да. Значи, тоа беше фрапантно откритие во физиологијата. На еден вистински бум, кога зборуваме барем од научен аспект. Од каде што тргна целата онаа приказна, тоест не приказна, туку целата сознание, што ги имаме денес за ендоканабиноидниот систем. Господјо, мислам, многу ви благодарам што се јавивте. Не би сакал вака да ве потрошиме само на јавување. Размислете, ако сте расположени да бидете гостин во емисија, ви стојам на располагање. Ви благодарам многу за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Океј, убаво, ете малце и стручно лице да слушнеме, нели? Значи, ова треба да биде сите да зборат нашиот. Океј, значи, направен е исчекор, она е жив доказ, господјата е жив доказ дека има луѓе кои размислуваат, кои знаат и кои зборат. И со низиниот авторитет ќе го искористиме да дознаеме нешто повеќе и да ги покренеме работите кои што ги покрена ти, Филип, пред 3-4-5 години. Добро вечер за следниот гледач. Значи, ни иде емисија во позитивна насока и тоа ми е драго. Имаме гледач повторно на линија. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете, ве слушаме. Поздрав до Јанко и до гостинот. Сакам да прашам, кој е подобра канабис сативата или индиката за лек на диабетис? Вака, господине, според законот... Не, можам да... Не можеш. Значи, според закон, ние овдека во емисијава не смееме да изговориме дека канабис е лек за диабетис. Па не кажаме дека е лек, дека помага. Така. Не. Прво мора да се оградиме, затоа што во овој период на предизборие сме под таква лупа, под микроскоп. Значи, секој збор мора внимателно да го размислам. Значи, не можеме да ви дадеме информација за здравствен бенефит. Или, ја би ви советувал, како ви вика Филип,
Имате две раце, две нозе, глава. Ама да му кажам што да прави. А Филип еве нека ве советува што да искористи правите, рацете да и не искористи колку смееме и во рамки на закон што смееме да збориме. Многу дилери на улица лажат многу пациенти и дека имаат баш сортата за нивниот проблем и така натака. Треба да разберете дека канабисов ги содржи THC и CBD и индика и сатива ги содржат истите молекули во различен сооднос. Така да небитно у принцип канабиноидите ти ја завршуваат здравствената работа, а ти треба да видиш сајд ефектите од таа сорта на канабис дали ќе ти одговараат тебе. Може индика многу ќе те бутка на спиење, па нема да ти одговара. Може сатива нема да ти дава да спиеш, па нема да ти одговара. Така да треба да видиш и да пробаш. Ама кој што кажав, веќе нема индика и сатива, све се тоа хибриди кои се 50% индика, 50% сатива. Каде да се информира он најдобро за целова работа? У принцип ова што кажав, луѓе сами што го прават и више што го прават со години, е тоа што купуваат канабис на црн пазар, кој не знаа дали е индика сатива или нели која сорта е, колку проценти е дали индика сатива. Дали би требало лекар да му даде совет по ова прашање? Нели обучивте 400 лекари? Вака, лекарите може нели да ти дадат совет како да го користиш тоа што го има во аптека. Не може да ти даде совет како да користиш нешто што си земал на црн пазар, како прво јас се оградувам од тоа луѓе кои ќе ме прашаат, абе имам дома улје, зијам 2-3 капки вакви или такви на страната порано додека одговарав. Почитуван господине што се јавивте. Не знам што имаш во како да ти одговорам. Дали успеавме нешто да задоволиме од вашето прашање? Добро. Многу пипава тема сме. Значи ова е тера инкогнита, многу е пипава тема. Компании кои продаваат колаген се казнети од 5 до 10.000 евра затоа што на Facebook имаат напишано дека имало здравствен бенефит. Кај нас законот не дозволува да се каже чај од нане лечи стомачни болки. Не. Ја не знам како да се овакво тоа. Едноставно тоа е проблемот е многу луѓе го злоупотребија. Шо? Затоа се донесоа такви ригорозни закони. Затоа што се појавија дилери, се појавија бајачи, се појавија шарлатани и државата вика, окей, дигам ручна. Сега ние можеме теорија за заговор да збориме, ама у секое трето село имаш по некој бајач што ти вика ова лечам, како не. И сега како да ги спречиш ти тоа? А луѓето се уоче и се што ќе ти направи. Да не мешаме баби и жаби, канабисов нема врска со бајачи, со такви работи, стои наука позади тоа, само што зборевме со молекула. Арно, ама зошто тогаш ни едно масло кое се произведува, фармацевска куќа која го произведува, се продава во аптека, може и на рецепт да ти биде препорачено, не смее да стои дека е лек и дека лечи. Тоа е заради Светска здравствена организација. Пријател, што зборам бе цело време? Ама, сега вака, за тоа до сега зборевме дека Шпанија, Холандија или некои такви држави, тоа некако го заобиколува заради тоа што од друга страна ни гледа да го намалат црниот пазар, кога ќе им даеш на луѓето информација безбеден пристап. А кој ќе ги информира? Пристап. А кој ќе ги информира? Зашто? Како да се користи? Значи, обучивте 400 лекари, лекарите одбиваат и натаму да го користат. Освен некои честни исклучоци, повеќето лекари не го препорачуваат. Па што да правиме? Не знам, ама го констатираме, така? Некои почна доктори да го препишуваат, да го препорачуваат, некои оф да рекорд нели кажуваат. Значи, работата е тргната. Следниве 5 години тоа уште побрзо ќе се смени. Значи, само моментов е можда така. Ама само да ви кажам дека сепак тоа е целата работа, никој нема да препише, на пример на болен од канцер, конкретно тоа што му треба, зашто тоа едноставно нема да биде влезено во фармакопејата и во нивниот протокол. Добро вечер за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро вечер. Повелете. Сејавам од Прилеп, ако може да станам анонимен. Од различни причини мои, не е битно. Користам масло од канабис. Сам го направив благодарение на видеото што го има Филип објавено. Се слушаме? Да, одлично ве слушаме. Продолжете. Да, и имам канцер, кажав, и
сум на добра фаза да го излечам, значи да поминам. Да ги поминам овие моментиве тешки. Работата сакам да споделам и со другава јавност што е. Значи, не може како што каже, има и Филип каже, и сега кажавте и минати и други некои што кажеме, не е лек само маслото. Јас сметам дека кај мене, значи, лек за ова состојба сега што е многу подобра е комбинација од канабисо, од лекарствата што ги земам и од начинот на исхрана. Така. Не знам што мисли Филип за ова. Да ве прашам. Се сложувам. Да. Апсолутно сте во право, не постои универзален лек на светов за сите болести. Некои комбинации и Филип сам вика, Филип не се врати натаму, таму се камерите. Да, ако го слушаш и вака. Чисто за да ми бидеш убав у кадар. Да ве прашам. Како дознавте за маслото од канабис дека може да ви помогне за вашата ситуација? Состојба, се извинувам, болест. Кога добив, кога сознав дека имам канцер, значи имав операција на мозок, почнав да се информирам. Не сакав да се информирам од баби и тетки во ини страни, него сакав да се информирам од лица што поминуваа низ оваа макава. И најдов на голем број на корисници на канабис и ми го препорача видеото. Јас ја следам страна на Филип таму на Facebook. Има видеа, има не само кај него, има и на YouTube што сакаш има информација. Така, да ве прашам, дали вашиот лекар, предпоставувам дека ја следи вашата состојба, дали знае дека земате, дека користите и што он ви кажува? Знае и неутрален е. Како повторите, не чув? Знае и е неутрален. Неутрален, добро. Да. А дали може да констатира подобрување на состојбата заради тоа? Состојбата е многу подобрена, ама никој не може да дефинира дали е подобрена од канабисо или од медицинава или од храната, значи станав веган јас после овие сите работи. Така. Но во секој случај вие имате подобрување и на добар пат сте да се ослободите од тешката болест. Ја ви посакувам, прво ви благодарам. Само уште повелете слободно. Сакав да кажам во врска со дозирањето, спомна пред малку Филип, некој што се јави таму гледаше веше. Мене ме информирајќи се по луѓето со дозирањето. Примеров ми го кажа вака за да свата луѓето како треба да се дозира. Значи, дозата да биде исто како не може за сите да биде иста дозата. Гледам по интернет некои шеми има 300 чуда. Добро. Значи, дозата треба да биде, ако седниме ние двајца да пијаме ракија, да речем. Јас можам едно чаше да испијам ракија, ти можеш 5. И сега, јас со едно чаше ќе бидам пијан, ти со 5 може нема да бидеш пијан, да речем. Исто е и со ова, значи секој сам треба да си одреди дозата. Како ја одредуваш? По чувството како се осеќаш, не знам, зашеметено? Значи ја да земам масло, а да можам да функционирам секојдневно, да не бидам да опушта, значи како што кажа некој пред мене таму. Така. Јас сакам да имам доза од масло, да функционирам во животот, да можам да возам, да можам да дома да функционирам, да работам и сите работи. Ова не е до нас, ова е нешто од телефонските линии. Ја ви благодарам за јавувањето. Режија, ја ќе станам да ги исклучам моите звучници, а ве молам, вклучете ги генералните, овие големите звучници за комуникација со гледачите. Не тера инстинктивно да се вртиме надвор од камерите. Имаме гледач на линија. Добро вечер, дали се слушаме? Немаме? Океј. Имаше некој проблем со линиите, го слушна и ти. Ова беше интересно сведоштво, вакви ги има мал милион, ако се отиде на вашата страна. Супер кажа за дозирањето, со тоа што сакам да напоменам дека нели за канцер треба што повеќе ТХЦ. Тоа е уствари проблемот со докторија, зашто тоа е психоактивната молекула во канабисот, нели сите се плашат од неа. Точно дека треба кога користиш канабис, нели има side ефекти што повеќето луѓе го користат за тие side ефекти, ама исто така многу брзо се развива толеранција. Така да ти можеш голема доза нели да почнеш да користиш, со тоа што нели ќе почнеш со многу мала доза, полека ќе ја зголемуваш. Има многу различни шеми нели како да стигнеш до тоа и тоа е индивидуално. Најголем проблем е и така натака, ама најголем проблем е
да се информираат и каде да се информираат? Што е твојата препорака? Насна страна има скоро све ова што се спомна. Која е таа ваша страна? Зелена алтернатива. Значи, на Facebook да ја побараат страната Зелена алтернатива. Да не ме бараат мене на телефон, немам што да им кажам или тебе, туку на Зелена алтернатива има повеќе активисти кои можат да дадат совет или... Со тоа што ви кажав, ја више не сум поврзан со Зелена алтернатива. Добро. Не одговарам таму на прашања. Така. Значи, све што луѓето треба да знаат е како да си направат масло и како да го издозираат. А таму има видеа кои се јавни. Дали лечи, како лечи и така натака. Така Држава легализираше, што ја има поише да зборам натака. Филип? Работата е да не ја испуштиме шансата да се регулира на начин кој што треба да се регулира, да имаат бенефит и корисниците и производителите. Тоа е најбитната работа сега што треба да се направи. Кога кажам корисниците, во ист кош ги ставам и болните кои го користат за некоја тешка дијагноза за жал и оние кои го користат за некоја лесна дијагноза како на пример стрес и се го лечат со џоинт. Зашто е дискриминација една ситуација, здравствена, да може да користи канабис, а друга не, кој во двата случаја има бенефит. Значи, дискриминација е што у Македонија конкретно законски само за 4 дијагнози се користи. Филип, ако ги прашаш тие многу ми е жал, емисијата 120 минути помина. Добро. Значи, немам веќе ни физичко време Добро, да одвојам. Гледам дека има уште. Повели, штом си спремен, за недела дена издиши, нека ти слегне, емисија ќе ја ставиме на YouTube. Очигледно е дека треба да искомуницираме. Дојди со мене, ќе продолжиме да збориме за ова со последните и да ги отвориме телефоните. Очигледно дека има интерес од јавноста да поразговараат. Важи? Да. Се гледаме набрзо. Да. Добро, после Endgame, да премиерата на Avengers да видиме дали ќе го утепаат Танос, па ќе правиме Не муабет. гледам филмови. Ќе те натерам да гледаш и ќе ги играш. Ќе видиме. Се шего. Секој е добро. Пријатно. Ајде, држи се. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Се надевам во наредниве 24 часа или побрзо дека емисијата ќе биде ставена на YouTube. Лека ноќ и пријатно.